Сакам да влезам јавно да присуствувам на седницата. Затворена остана вратата за новинари на денешната седница на Советот на јавни обвинители, едно од најмоќните правосудни тела кое избира и разрешува обвинители. Точно една година откако беше прогласена пандемијата и институциите користат алтернативни начини за да се овозможи јавноста да има увид во нивната работа. Советот се правда дека нема место за новинарите, оти мора да се почитуваат протоколите. И еден новинар ви беше проблем? Не, зашто се расправате со мене, повелете, снимајте ја просторијата да видите колку Просторијата? колку А луѓето собира. си отидоа? Не, проверете да си отидоа, проверете просторијата. Јас не влегувам просторија да снимам. Јас сум дојдена овде за луѓето. Сакате изјава? Да. Не, тогаш. Прво не ме пуштите напред. Зашто не можеш да влезам еден човек? Се договоривме со... Ама се договоривме со колегите, како може да изјава два пати звонев, два различни, двајца дојдоа. Сакав да влезам да присуствувам. Не пренесува дека за изјава, само ќе чекате. Денешниот дневен ред не наговестуваше заклучоци поврзани со избор или разрешувања, но дали корона пандемијата е само изговор за да останат вратите затворени и зошто досега Советот не најде алтернатива како да одржува седници и да се почитува законот во кој прецизно е наведено дека седниците се јавни. Седниците на Советот се јавни. Јавноста може да биде исклучена само со одлука на Советот заради заштита на угледот и интегритетот на јавниот обвинител. Дополнително во законот кој беше изгласан минатата година предвидено е записникот да се објави на веб страницата. По кусото пребарување може да се заклучи дека и во овој дел има отстапки. Последниот записник кој е достапен е од декември, а во меѓувреме имало неколку најави за одржување на седници. Но на денешната седница не беше исклучена јавноста, туку се забрани влез на новинари, бидејќи седницата ја следеше еден представник од невладина организација. Медиумски интерес за работата на Советот последниот период предизвикаа најавите на седница, на која треба да се изберат 5 мина обвинители во обвинителството за организиран криминал и исто толку во вишото јавно обвинителство. Телевизија 24 се обиде да добие одговори зошто повеќе од 6 месеци не се закажува седница, но никој не сакаше да споделува информации. Се што ќе ви каже председателот е огласен тоа да ви го каже на збор, јас ќе дозволите да немам информација зашто денеска не е тоа за кажа. За разлика од одлуката на Советот на јавни обвинители да се повикуваат на пандемијата, антикорупцијска со месеци одржува онлайн седници. Судскиот совет овозможи простор за медиумите на седницата на која се бираше председател на Врховниот суд. Дел од членовите учествуваа од своите канцеларии и говореа на Вибер врска. Останатите јавно и пред камери се изјаснуваа за кандидатите. Донесувањето на актот за дополнување на законот за Советот на јавни обвинители беше поздравено и во последниот извештај на Европската комисија. Но препораката до државата и институциите е да овозможат ефективно спроведување на законската рамка со која ќе се зголеми довербата во правосудството.